20 глава. Неговиот став. Никој не сака да биде во близина на личност со лош став. Животот е доволно тежок и без да слушаме некого како постојано ни се жали на уво. Познавам еден човек кој е толку навикнат да биде луд и несреќен, што тоа е и неговата прва реакција на се, дури и на добри вести. Кога ќе се случат убави работи, тој наоѓа нешто што ќе го вознемири. За жал, тој имал таков пример во детството, па тоа е најверојатно научена реакција. Веројатно никој никогаш во животот не му покажал како да ужива во животот. Сепак тој одлучува дали ќе му дозволи на минатото да ја контролира сегашноста. Заради тоа, не само што тој никогаш нема да биде среќен, туку и сите околу него. Не би сакале да бидеме такви личности, ниту пак да живееме со една таква личност. Без да наведувам имиња, можам со сигурност да ви кажам дека сум експерт кога се работи за молитва за некој со лош став. Сепак ми требаше долго време да престанам да реагирам на негативностите и место тоа да почнам да се молам за нив. Се исплатеше, но јас се уште го усовршувам овој начин на живење. Секој пат кога се молев срцето на оваа личност да биде исполнета со дух на радост, гледав видливи промени, а исто така и мојата реакција се подобруваше. Еден луд, намуртен, негативен човек кој не сака да прости, може да биде таков заради различни причини. Тој останува таков заради тврдоглавата волја која одбива да ја прими Божјата љубов. Библијата вели дека ние одлучуваме што ќе дозволиме да влезе во нашето срце. Псалм 101, 4 стих. И дали нашето срце ќе биде тврдо за Божјата љубов или не? Пословици 28 глава 14 стих. Ние го избираме нашиот став. Ние избираме да ја примиме Божјата љубов. Ние дозволуваме во нас да се изгради став на благодарност. Ако твојот сопруг дозволува да му се препушта на еден постојано лош став, тоа ќе го направи добриот брак несреќен, а разнишаниот брак неподнослив. Навиката да реагира негативно, неповолно ќе влијае врз секој аспект на неговиот живот. Се разбира, ти не можеш да владееш со волјата на твојот сопруг, но можеш да се молиш неговата волја да биде во согласност со Божјата волја. Моли се неговото срце да стане чисто, бидејќи Библијата ветува дека чистите по срце ќе го видат Бога. Евангелие според Матеј, 5 глава, 8 стих. И ќе има весело срце. Пословици, 15 глава, 13 стих. Која жена не би сакала нејзиниот сопруг да го види Бога и да има весело срце? Моли се неговото срце да биде исполнето со славење, благодарност, љубов и радост, бидејќи добриот човек од добрата ризница изнесува добри нешта. Евангелие според Матеј, 12 глава, 35 стих. Дури и да нема поголеми промени веднаш, тој сигурно ќе омекне заради твоите молитви. А тоа најпосле може тебе да ти даде подобар став, додека чекаш неговиот да се подобри. Молитва. Господе, исполни го името на сопругот со Твојата љубов и мир денес. Нека во него се изгради смиреност, спокојство и чувство на добросостојба, бидејќи неговиот живот е контролиран од Бог, а не од телото. Помогни му да оди во својот дом со чисто и совршено срце пред Тебе. Псалм 101, 2 стих. Нека светлината на Твојот дух засвети врз него и исполни го со Твојата љубов. Се молам да биде добар и трпелив, а не себичен и лесно испровоциран. Помогни му да премолчува се, да верува на се,
да се надева на се и да поднесува се. Прво Коринќаните, 13 глава, 7 стих. Ослободи го од гнев, неспокој, вознемиреност, загриженост, внатрешен немир, борба и притисок. Не дозволувај неговиот дух да биде скршен од тага. Пословици, 15 глава, 13 стих. Туку постојано да ужива во гозбите на веселото срце. Пословици, 15 глава, 15 стих. Дај му дух на радост и не дозволувај да стане намкјорест старец. Помогни му да не се грижи за ништо, туку да биде благодарен за се, за да може да го спознае мирот кој го надминува секое разбирање. Нека биде во состојба да каже: научив да бидам задоволен во секакви околности. Филипјаните, 4 глава, 11 стих. Му велам на името на сопругот, денес Господ нека те благослови и нека те чува. Господ нека погледне на тебе со своето светло лице и нека те помилува. Господ нека го сврти својот поглед на тебе и нека ти донесе мир. Броеви, 6 глава, од 24 до 26 стих. Моќни алатки. Не грижете се за ништо, туку во се, преку молитва и благодарност, искажувајте ги своите барања пред Бог, а Божиот мир, што го надминува секое разбирање, ќе ги штити вашите срца и вашите мисли во Христос Исус. Филипјаните, 4 глава, 6 и 7 стих. Отфрлете ги од себе сите гревови што ги правевте и направете си ново срце и нов дух. Езекиел, 18 глава, 31 стих. Разурнат град и без ѕидови, таков е човекот кој нема власт над себе си. Пословици, 25 глава, 28 стих. Иако имам дар на пророштво и ги знам сите тајни и целото знаење, иако ја имам сета вера, така што и гори да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. Прво Коринќаните, 13 глава, 2 стих. Влезете со благодарници во неговата врата, со песни во неговите дворови, фалете го, славете му го името. Псалм 100, 4 стих.